Собранието е орган на власта што ги представува граѓаните и нивните ставови и како такво треба да е организирано, отворено и ефективно во својата работа. Во изминатите години беа идентификувани повеќе аспекти во кои собранието може да се подобри со соодветна поддршка и експертиза, така што ќе обезбеди подобар тек на процесите и на тој начин ќе биде во подобрена служба на граѓаните. За овие цели беше воспоставена програмата за парламентарна поддршка која беше промовирана и спроведена од Националниот демократски институт во соработка со партнерите Центар за управување со промени и Институт за демократија Societas Civilis во 2019 година и која во изминатите 4 години успеа да постигне значителни институционални реформи што влијаат позитивно на работата на собранието. Во продолжение ќе дознаете повеќе за постигнатите реформи, нивните краткотрајни и долготрајни достигнувања и какви придобивки обезбедуваат за граѓаните. Ефектите ќе ги поделиме во 3 области за полесно и попрецизно да го презентираме нивното влијание врз создавањето на политичките текови, но и врз граѓаните на Северна Македонија. Поефективно и попрофесионално собрание со инклузивни и прогресивни политики. Задачата на програмата за парламентарна поддршка е да го поддржи собранието во стратегиското планирање и создавање политики, но и во процесот на управување со човечки ресурси, подобрување на неговата надзорна улога, како и во спроведувањето на стратегискиот план на собранието преку поддршка на јавните набавки. Од овој аспект, програмата за парламентарна поддршка во изминатите 4 години помогна да се подобри институционалниот кредибилитет на собранието и довербата кај јавноста преку застапување на интересите и потребите на граѓаните и преку дебата и одлуки до кои се доаѓа на поинклузивен и консензуален начин. Во декември 2020 година беше формиран Управувачкиот совет за програмата кој служи како форум меѓу собраниското раководство и координаторите на сите пратенички групи за донесување одлуки со консензус. На полето на повеќепартискиот консензус беше постигнат значителен напредок преку конструктивни диалози и вклучување на сите пратенички групи во донесувањето на одлуките. Програмата во партнерство со собранието одржа повеќе средби за диалог во периодот 2019-2022, при што беше постигнат консензус за институционален развој на собранието. Измените на Законот за собрание за да се реализираат реформските заложби беа изгласани со повеќе партиски консензус од сите пратенички групи и овозможија независност на собраниската служба, буџетска независност на собранието, како и подобрено парламентарно емитување и реформиран собраниски ТВ канал. Со цел да се овозможи подобро планирање и донесување стратегиски одлуки, како дел од досегашниот ангажман на програмата беше формиран и советодавен одбор во кој учествуваат представници од парламентите на Швајцарија, Естонија, Германија, како и на Европскиот парламент. Улогата на советодавниот одбор е да споделува информации за напредни практики во странските парламенти во врска со независноста на парламентарните служби, дигитализацијата на парламентите, како и за надзорната улога и политиката за интегритет на парламентите. Беше организирана и студиска посета на Бундестагот во Берлин, Германија, со цел да се дознае повеќе за надзорните механизми што може да ги примени Бундестагот и за организацијата, овластувањата и безбедносните мерки и протоколи на полицијата на Бундестагот. Како резултат од посетата, собранието се здоби со поголема експертиза за да се оцени состојбата со обезбедувањето, потребите и областите за подобрување, како и за да се унапреди статусот на собраниското обезбедување со поголема независност од Министерството за внатрешни работи. Во изминатиот период за прв пат беше подготвен нов 5-годишен стратегиски план на собранието за 2022 до 2026 година, кој се ревидира, ажурира и усвојува од страна на буџетскиот совет на годишно ниво, а улогата на програмата е да го поддржи собранието во спроведувањето на стратегискиот план. На 6 февруари 2020 година НДИ и собранието подпишаа договор за финансиски придонес за собранието на Северна Македонија во износ од 1.637.207 швајцарски франци. Во рамки на финансискиот придонес, собранието успешно спроведе вкупно 22 јавни набавки, меѓу кои спаѓаат набавките на мрежна опрема, повеќе од 150 лаптопи, софтвер за превод, хардвер и софтвер за конференциски видеосистеми и камери за видеонадзор во и околу собраниската зграда. Потоа го надгради системот за e-парламент, создаде портал за отворени податоци и создаде нова веб страница за да ја доближи работата на собранието до јавноста, а набави и видео и аудио опрема за собраниските сали и соодветна опрема за развој на собраниското ТВ студио.
Со дополнителна финансиска поддршка, програмата набави и донираше на собранието патничко комби, како и софтверска апликација, регистар на организации и многобројни други набавки поврзани со дигитализацијата на собранието. Сите овие инвестиции се стратегиски планирани за да ја поддржат работата на собранието на долг рок и да дадат забележливи ефекти што ќе придонесе и за подобрувањето на службата во корист на граѓаните. Програмата го поддржува развојот на човечките ресурси во собранието според потребите на собраниската служба со цел засилување на професионалната служба на овој орган. Тоа го прави преку подготовка на различни документи, прирачници, но и обезбедување на обуки и учество на конференции за собраниските служби со цел зголемување на нивните капацитети. Меѓу другите обуки, програмата поддржа и курсеви за знаковен јазик за собраниската служба и за пратениците, со што собранието станува подостапно за сите категории граѓани. Благодарение на програмата, покрај развој на постоечката собраниска служба, обезбедена и финансиска поддршка за платите на 5 вработени во парламентарната буџетска канцеларија, како и плати за 7 вработени во ТВ студиото, овозможувајќи на парламентарната буџетска канцеларија и на собраниското ТВ студио да продолжат да ги развиваат и прошируваат своите функции и навремено и точно да ги известуваат граѓаните за случувањата во собранието. Усогласувањето на практиката со соодветните органи од земјите членки на Европската Унија е еден од клучните аспекти за напредокот во евроинтеграциите. Моделот КАФ има цел да ги утврди силните страни и слабости во институцијата за да се предложат мерки за подобрување. Со поддршка на програмата се спроведоа 2 циклуса на КАФ планирање кои беа преточени во акциски планови. Во првиот циклус од избраните активности за период од 2 години беа спроведени и реализирани 90% од мерките. Овие мерки помагаат да се направи реорганизација на структурата на собраниската служба, да се дигитализираат одредени процедури, да се подобри протокот на информации во институцијата, успешно да се спроведуваат јавните набавки и да се обезбеди поголема отвореност во работата на собранието. Во својата прва фаза, програмата успешно ја спроведе швајцарската програма за стипендии и обезбеди стипендии за вработените од собраниската служба за да ги подобрат своите професионални квалификации. Благодарение на оваа можност, доделени се 40 стипендии за постдипломски и докторски студии, како и за јазични и специјализирани курсеви. Дополнително, во изминатите 4 години програмата организираше повеќе колегијални размени меѓу генералните секретари и стручните служби од парламентите во регионот со цел споделување, споредба на знаење и подобрување на процедурите и практиките во собранието. Преку стратегиска соработка, која често дава плод и резултира со конструктивни диалози, програмата ангажираше помош од меѓународни и локални партнери преку серија посети, средби и консултации со меѓународни и локални стручни лица, теренски процени и студиски посети во Естонија, од каде што произлезе објавен план за дигитализација на собранието, што е во согласност со најдобрата меѓународна практика. Првите резултати се веќе забележливи со подобрувањето на комуникацијата и на организацијата на работата, но вистинските ефекти се очекуваат во иднина, кога ќе се изедначат инвестициите во дигитални технологии и едукација на вработените во собранието, што ќе доведе до поедноставување на процесите во овој орган. Подобрени аналитички капацитети и спроведени јасни правила за поефективно остварување на надзорната и на законодавната функција. Процените открија потреба за поголем и подобар собраниски надзор на спроведување на буџетот, што го поттикна отворањето парламентарна буџетска канцеларија поддржана од програмата. Покрај финансиски средства за платите на вработените во парламентарната буџетска канцеларија, со помош на програмата се направи вмрежување во буџетски и истражувачки канцеларии од регионот и пошироко, а размената на знаења доведе до позитивни внатрешни реформи усогласени со најдобрата европска практика. Во првата фаза на проектот, парламентарната буџетска канцеларија подготви вкупно 74 периодични трудови, 11 материјали за обука и едукација, 16 куси информации, 24 тематски анализи и исто така одговори на вкупно 122 барања за истражувања. Преку настани организирани со колегии и консултации, програмата ги вклучи законодавците и собраниската служба во меѓународни размени и работилници на тема парламентарна етика, вклучително и размена со представници од парламентите на Соединетите Американски држави, Албанија и на Грузија. Оваа колегијална размена и дополнителните истражувања за најдобрата национална и меѓународна практика за етика го обликуваа развојот на Кодексот за етика на Северна Македонија и деталниот прирачник за спроведување на Кодексот, како и подготовката на програмата за обука за етика и за интегритет, која беше усвоена од Комисијата за деловничко и мандатно имунитетни прашања.
Во насока на подобрување на квалитетот на законите што се донесуваат во Република Северна Македонија, програмата помогна и во процесот на донесување одлука за единствени номотехнички правила за изработување закони. Одлуката е наменета за да ја применуваат сите овластени предлагачи на закон, а нејзината правилна примена ќе овозможи да имаме разбирливи и лесно применливи закони, што ќе придонесе граѓаните да имаат поголема правна сигурност како основен предуслов за постигнување на уставното начело за владење на правото. Програмата даваше поддршка на неколку собраниски комисии, на пратениците и на собраниската служба за да се подобри нивната надзорна улога. Например, програмата помогна во организирањето и одржувањето на надзорните расправи за утврдување на причините и извршување на законите во постапката за доведување до стечај на Евростандард банка и за примена на законските одредби од Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родените. Програмата ја поддржа работата на интерпартиските парламентарни групи како Клубот на пратенички, Групата за правата на ромите, Групата за заштита на правата на лицата со попреченост, Клубот на млади, Зелената група и Групата за заштита на правата на ЛГБТИ лицата. Токму во рамките на оваа поддршка во интерпартиската парламентарна група за правата на ромите се одржува тематско информирање за спроведувањето на новата стратегија за ромите во врска со домувањето и личните документи. Како резултат на тематската расправа и комисиската надзорна расправа за лицата што не се евидентирани во матичните книги, беа направени измени на Законот за матична евиденција и оттаму овие лица веќе почнаа да се внесуваат во системот за матична евиденција и со тоа добија пристап до еднакви права, здравствени услуги, образование, социјална сигурност и целосна интеграција во општеството. Програмата за парламентарна поддршка редовно подготвува анализи и предлага решенија што ќе ја зацврстат надзорната улога на собранието, зголемувајќи ги и експертизата и аналитичките способности на пратениците. Ваквата поддршка помага и подобро да се разбере важноста и улогата на собранието во процесот на пристапување кон Европската Унија, како и потребата од засилување на парламентарната дипломатија, што конечно не носи до третата и последна област од овој отчет. Поголема вклученост на граѓаните во собранието преку подобрување на практиките за транспарентност и отчетност. Користа на граѓаните од собранието е мерлива и се одразува не само во нивното задоволство, туку и во нивната вклученост во процесите. Во изминатиот период програмата помогна да се намали јазот меѓу граѓаните, граѓанските организации и собранието, така што спроведе повеќе реформи и активности кои директно влијаеа на нивото на отвореност на собранието. Обезбедивме помош за собранието за процесот на подготовка на вториот и третиот акцијски план за партнерството за отворена власт во консултации со сите засегнати страни. Во извештаите се забележува значителен напредок во спроведувањето на идентификуваните заложби и активности, па дури 67% од заложбите се исполнети во значителна мера. На истакнат напредок во спроведувањето се забележува на полето на дигитализацијата и во подобрувањето на ИКТ инфраструктурата, ТВ и интернет комуникациите, отворените податоци и унапредувањето на алатките за отвореност и транспарентност на собранието. Новиот тригодишен акцијски нацрт план за отворен парламент се заснова врз глобалните трендови, со фокус на програмските цели и активности за учество на граѓаните во работата на парламентот, пристап до отворени податоци и надминување на пречките за маргинализираните групи. Важен дел од постигнувањето целосна транспарентност е воведувањето нови алатки во работата на собранието, како што се портал за отворени податоци, собраниска веб страница и систем за е-парламент. Заклучно со 2022 година, овие алатки функционираат и се повеќе се употребуваат на дневна основа, а целта е да се зголеми пристапноста и отвореноста преку обезбедување клучни информации за собранието, пратениците, нивната евиденција за гласање, како и да се олесни следењето на настани и на законодавството, како и забележливоста на податоците. Во партнерство со собранието, програмата организираше и спроведе мобилен собраниски карван есента 2022 година, за да го приближи собранието до граѓаните и да го представи како отворена и транспарентна институција. За време на патувањето на мобилниот парламентарен карван низ земјата, 49 пратеници остварија средби со граѓаните. Мобилниот карван помина повеќе од 3000 километри и 13 градови низ земјата, во кои граѓаните можеа да се поврзат со пратениците и вклучи 1500 граѓани, деца, студенти, работници и пензионери во активностите за законодавна отвореност, едукација за парламентарните активности и комуникација со граѓаните.
Како резултат на сето ова може да заклучиме дека програмата за парламентарна поддршка во првите 4 години од своето спроведување помогна за зголемување на институционалната независност на собранието, транспарентноста и отчетноста, како и да го доближи собранието до граѓаните. И во годините што следуваат, програмата за парламентарна поддршка ќе го поддржува собранието да ги унапреди своите пракси, да ја зајакне својата улога и не само да биде во служба на граѓаните, туку и целосно да ја преземе својата улога како орган на граѓаните.